професорката Марија Топузовска-Латковиќ од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, предприемачот Никола Бојков, Младен Фрчковски од Министерството за труд и социјална политика и Нактизаре Сулејмани од Министерството за образование и наука. Ви благодарам на сите кои што дојдовте денеска на оваа дебата. Сметаме дека темата е од голема важност, посебно во овој период кога невработеноста на младите луѓе се уште достигнува 50%, иако има тенденција на намалување. За почеток ќе ви дадам на сите можност од неколку минути кратко да ја образложиме оваа тема и да одговориме на прашањето дали образовниот систем на вистина ги следи потребите на пазарот на трудот, кои се вашите согледувања. Ќе почнеме од господинот Фрчковски, представник на Министерството за труд и социјална политика. Вие велите дека просечен период за вработување на младиот човек е 2,5 години. Зошто е потребен толку долг период на транзиција од образование до работа? Вака, од поголеми анализата која правевме заедно Министерството за труд и социјална политика во соработка со Меѓународната организација на трудот, покаже дека, односно еден од главните наводи беше дека точно е тој период на премина школа на работа просечено 2,5 години, односно 30 месеци. Проблемот е од повеќе аспекти. Проблемот е прво пред се од недоволниот број на понудени слободни работни места. Второ, значи неусогласеноста на потребите на пазарот, на реалните потреби на пазарот на трудот со образовното ниво кој го стекнуваат учениците, дали со завршеток на средното или високото образование. И пред се, значи, немокњоста на домашниот приватен сектор да отвара нови слободни работни места. Сето тоа покажа во анализата дека тој период, каде што после тие 2,5 години трошоците на државата и надлежните институции кои се вклучени во образовниот процес се поголеми. Зашто? Затоа што се дуплира целиот трошок, и материјален, и човечки, и технички. Од смисла што ќе му треба после повторен процес на активација на младиот човек, затоа што тој после 2,5 години и тоа што го научил, дали му останало 10 до 20% од сето тоа што го стекнал во текот на образовниот процес, и му треба повторни обуки кои што ги нуди Агенцијата за вработување. Има таму различни видови на обуки за кариерно насочување, мотивациони обуки, изработка на CV, вклучување во некои обуки кај работодавачите. Сето тоа се дополнителни трошоци кои што наместо да се фокусираме кон оние други невработени лица, ние пак се враќаме назад, значи кај младите лица, се со цел да ги ставиме во некој процес на атрактивност на пазарот на трудот, да бидат они посакувани од страна на работодавачите. А што прави младиот човек 2,5 години? Тоа е прашање каде што уште е поголем негативниот ефект. Така наречени НИТ, значи ниту се во образование, ниту во евидентирани во Агенцијата за вработување, се околу 31,9% од вкупниот број на млади од 15 до 29 години, согласно дефиницијата на Меѓународната организација на трудот за третирање на млад човек, односно 15 до 29 години. Сега. Системот не знае што прават овие луѓе? Не знае што прави, значи грубите проценки кои што произлегува од оваа иста анализа премина на младите лица од школа на работа покажува дека тоа се најчесто од понежниот пол лица, дека се најчесто од руралните средини, дека се најчесто од малцинските заедници. Но тоа се само груби проценки. За понатамошно ќе ни требаат подетални анализи, се затоа што таа не е мала бројка. Се работи за околу 100 и нешто илјади лица. Така. Ќе продолжиме со професорката Топузовска-Латковиќ. Вие работевте на повеќе истражувања во делот на младинската невработеност и младински политики. До какви сознанија дојдовте и дали образовниот систем ги следи потребите на пазарот? Така, навистина имавме среќа да работиме на повеќе истражувачки студии за младите. Беа тоа 2 студии за млади, една од Фридрих Еберт, една по нарачка на Агенцијата за спорт и млади. Понатаму исто така имавме студија со која што се ги испитуваше невработените млади, на репрезентативен примерок. Понатаму имавме една студија за младенско предприемништво и една студија за млади квалитативна која што институтот ја изработи. Ги најдовме овие млади 2,5 години што прават по завршувањето? Ги најдовме токму стига додека зборуваше колегата, баш отворив на таа страна за видам процентуално се добија проценти дека на прашањето како се оценувате себе си во однос на барањето работа, овие беа невработени млади, значи 1000 и нешто. На број дури 55% рекле активно барам работа, но 45% значи не го заокружиле
не ја закружиле оваа можност и одговориле 24% воопшто не барам работа, 9% само редовно се пријавувам во заводот за вработување, 6% чекам некој друг дека ќе ми ја најде работата и 6% нешто друго. Значи, ете го одговорот. Половина, че секој втор млад човек се труди, настојува да најде работа, а другите во најголема мера се надеваат дека некој друг им ја најде. Со подпрашање се дозна дека тоа се или родителите или партијата доколку се нејзин член. Така, она што е интересно во вашите истражувања е дека најголем дел од младите луѓе сакаат да работат во државна администрација. Да, тоа беше во 2013 студијата, дека најголем дел сакаат во државната администрација. Понатаму се променија процентите, се изедначи, последниве, значи пред година-две, се изедначи веќе процентот и приватен и јавен сектор, но тогаш беше шокантно, бидејќи имаше голема разлика за во јавен сектор и ние тоа многу ни беше интересно како истражувачи, зошто е тоа така, бидејќи ја секогаш напоменувам, овие млади се припадници на милениумската генерација во светот, која што има посебни карактеристики. Таа се вика Y генерација, бидејќи за се сака да е љубопитна, сака предизвик да биде работата, да се докажува на работното место, а одеднаш преференца за работа е јавниот сектор, каде што знаеме дека нема некоја иновативност, креативност во работните процеси. И беше чудно. Но не треба да не зачуди, бидејќи за жал во оваа наша земја и приватниот сектор потврли, односно најголемиот проблем во кој што се соочуваат луѓето кои што ќе се вработат во приватниот сектор, тоа не се можеби директно младите, но тие ги слушаат овие приказни, дека таму ги експлоатираат, работат прекувремено, не земаат редовна плата, а од другата страна го имате јавниот сектор како некој што редовно дава плата на секој први или до пети најдоцна, ќе си дочекаат луѓето таму и пензија, и значи сепак дека останат од оној претходен општествен систем. Дали родителите тоа го наметнуваат или не, да младите се надеваат дека ќе се вработат еднаш за секогаш во мирни услови работни и нема многу да работат. Значи впечатокот кај нив е дека не се работи многу во јавна администрација и државна. Так, тоа значи дека ако треба образованието да ги следи во желбите на нашите млади луѓе, барем оние кои што вие сте ги испитувале, значи дека треба да продуцира кадри кои што ќе отидат во државна администрација. Не, значи дека младите не се информирани. Навистина ние работевме, имаме батерии на многу прашања. Во секоја студија добивам идеја за нешто подлабенски да ги истражиме. И нивните преференции за работата се нешто сосема друго. Сакаат да работат во успешни компании со најнапредна ултра технологија, да имаат бенефиции како сопствена канцеларија, возило, паркинг, се, значи сакаат да работат во модерни компании. Но предпоставувајќи дека тоа во земјава нема да им се случи, или ја напуштаат земјата, се поистоветуваат со нивните врсници што ги гледаат на интернет или на разни филмови емисии, па ја напуштаат земјата во надеж дека ќе најдат таква работа, или пак по линија на помал отпор се чекаат од родителите, од пријателите, роднините да ги запослат во јавна државна администрација. А меѓутоа Никола Бојков не чекаше, значи 2,5 години до неговото вработување, не сакаше да се вработи во државна администрација, тука реши да ги зема работите во своји раце и да ја најде онаа дупка во системот што се вика силен развој на информатичките технологии и недоволно луѓе кои што се занимаваат со дигитален маркетинг. Каков е вашиот став на оваа тема и колку вам формалното образование ви помогна да го направите бизнисот кој што го имате денеска? Па вака, јас имав среќа да бидам дел од втората генерација на електронски бизнис смерот на економски факултет, кој што во тоа време беше ново нешто на кај нас во нашиот едукативен систем и ни понуди неколку иновативни работи кои што мислам дека стварно влијаја врз мене. Значи, како прво слушавме настава на англиски јазик, учевме од тогаш релевантни учебници, значи јас сум 2003-2007 генерација, ние учевме од книги кои што беа напишени 2001, 2002, 2003. Ако погледнете најголем дел од книгите кои што се користат и денес, се напишани пред 10-15 години. Тоа значи дека денеска и бизнис студентите учат по учебници кои што се најмалку 10 години стари? Ако според веб страната на економскиот факултет, да. И како тие реално ги следат потребите на пазарот на труд? Преку пракса, значи мислам дека тоа е супер иницијатива и кај нас во нашата компанија имаме вработено неколку луѓе кои што
доаѓале 2 години поред на летна пракса. Значи, А која што е задолжително. употребливо ли е она образование кој што тие го добиваат од тие учебници? Моментално не. Така, останува се на праксата? Па има нови материјали, значи мислам дека најголемата промена која што треба да се случи во нашиот едукативен систем е од меморијски систем во систем кој што не тера да размислуваме, така. Значи јас доаѓам од Кочани. Во Кочани пред 20 години, ако прашате некој дете што сака да биде, не може да биде астронаут, не може да биде доктор, бидејќи дали има таква книга во локалната библиотека, така. Немаше тогаш компјутери, немаше интернет, немаше телефони. Едноставно некако ви беше предодредено да бидете тоа што ќе ви кажат родителите или тоа што ќе најдете некоја книга, ако најдете некоја литература. Денес работите се многу сменети, значи секој од нас носи паметен телефон во џеп. Значи веќе вие имате портал кој што ви овозможува пристап до сите книги, сите најнови истражувања, сите публикации, кај што можете да бидете оно што сакате. Значи никој не ве спречува. Мислам дека оно што фали во нашиот едукативен систем е тоа, да едукативниот систем нели како беше поговорката, дај му на човек риба за еден ден, ќе го прехраниш, научи го да лови риба. Значи треба да ги научат младите како да напредуваат, како да се надоградуваат сами. Бидејќи тоа е достапно на сите. Так, одличен повед во следното излагање на нашата гостинка Назиктире Сулејмани, представник на МОН. Стапката на невработеност во Македонија е околу 23%, двојно повеќе е младинската невработеност. Колку образовниот систем придонесува за овие бројки? Точно. Значи, имаме ситуација која што е реална, што ја гледаме од институциите, Агенцијата за вработување од едната страна. Меѓутоа, да не забораваме да гледаме и понудата, всушност, на работодавачите, кои што колегата од Труд и социјала кажа дека многу е мала понудата и побарувачката всушност на нови работни места. Уште полошо каде да се практицира, каде да се врши праксата, каде да се стекнат тие млади луѓе со вештини кои што им се повеќе од потребни за да можат утре веднаш да се вклопат во процесот на производство, во процесот на водење на бизнис и така натаму. Значи, Министерството за образование и наука врши постојано менување, адаптирање на наставните програми. Меѓутоа, во овој брз развој технолошко на технологијата, тешко е во редовниот образовен систем толку брзо да ги менуваш ти наставните програми. Така што не може во текот на една година 3 пати ти да го менуваш наставниот план и наставниот програм. Меѓутоа, за бизнес 10 години не се сменет учебниците, може би и повеќе. Не, го споменав конкретниот пример. 10 години така, многу. Меѓутоа, ако сакаш ти да чекаш резултатот од една реформа, резултатот од реформата сигурно нема за 2 години да го добиеш. Него потребно е време да се направи евалуација на тоа што е правено, колку од тие деца кои што завршиле, без разлика дали станува збор за среднисти или за млади кои што завршиле факултет, можеле да се снајдат во таа област во која што завршиле, дали успеале да се приклучат во пазарот на трудот, да бидат дел од некоја фирма, да бидат дел од некој добар работодавач, да кажеме дека каде што ќе можат да ги прикажат нивните способности и вештини. Нормално, стручното образование вади кадри за директно во пазарот на трудот. Меѓутоа, во ситуација која продноста од средно во високо не е толку голема, значи негде околу 90%, и затоа можеби тој не доволно интересираност на младите за стручното образование. Во моментот се прават многу реформи, баш во таа смисла, за многу поголемо, многу поактивно вклучување на работодавачите, каде што ќе мора целиот систем за стручно образование да го прилагодиме на учење преку работа, за да утре стварно и работодавачите да немаат мака, да треба повторно да вложат во тие кадри што ги вработиле, место да вложат, они може да ги унапредат нивните знаења, не од самиот почеток уште еднаш
Меѓутоа, ние не можеме да очекуваме дека преку ноќ се ќе не се менува. Во оваа мала земја, во која што пазарот на трудот се менува преку ноќ, не можеш да креираш долгорочни можеби. Ние имаме и стратегија за развој на образованието, каде што одреден дел, а паќа и стручното образование, каде што се предвидени низа активности. Имаме проекти кои што преку ИПА или преку Светска банка за развивање на стручното образование, било тоа да е двогодишното, тригодишното и 4-годишното техничко образование, во кој што во сите сегменти се вклучени представници од работодавачите, вклучени преку нивните комори, да речеме Стопанска комора, комора на занаетчи, вклучени се и во самиот изготвување на програма. Сега нормално не можеш ти од сите компании да вклучуваш, меѓутоа во зависност од областа. Меѓутоа не можеш преку ноќ да ги чекаш резултати. Господине Фршковски, колку сте задоволен од оваа меѓуресорска соработка? Вака добро звучи, меѓутоа што е она што вие го гледате? Меѓу другите функции кои што ги обавуваме и сум координатор на Националниот акцијски план за вработување на млади. Првиот беше 2012-2015, другиот 2016-2020. Година пак во соработка со Меѓународната организација на трудот заради објективна изработка и на целите и на резултатите очекувани. Во меѓуресорската група се покрај другите најголем дел учествува Министерството за образование и наука, Центар за стручно образование и обука, Центар за образование на возрастни и социјалните партнери, односно синдикатите и работодавачите. Таму се дефинирани точно тие три стратешки цели кои што треба да доведат до поголемо обработување на младите. Прва и носечка е усогласување на потребите на пазарот на трудот со вештините кои ги стекнуваат од образовниот процес младите лица. Сега, има... Каде се проблемите? Проблемите се повеќе слојни. Можем да кажем дека пазарот на трудот е хаотичен и очаен. Зашто? Ако видите наназад години, на секој 6 месеци, Државниот завод за статистика вади официјални податоци за бројот на слободни работни места. Од 6 до 7.000 работни места, значи веќе не сакам ни да отварам, затоа што изгледа таа проклета бројка, кој што никако да мрдне над 7.000 места. Така па стоиме во некој статус кво? Да, во некој статус кво што мене ме ежи, а од кои што 1/3 од тие 7.000 работни места се за елементарни занимања. Знаете што спаѓа во елементарни занимања? Берачи, наоваше, овчари и такви работи. А од друга страна, како што каже колешка од Министерството за образование, секој млад човек сака да има, таа се вика во економијата теорија на опортунитетен трошок. Значи, он сака да има комотно работно место, значи она decent job што го вика, нешто има на дефиниција од Меѓународната организација на трудот, каде што ќе има пристојна плата. Но имајќи во предвид, значи, малиот број на работни места автоматски врзува и други проблеми. Проблемите се следни. Од анализата, сакам да напоменам уште неколку катастрофални вработни податоци. 48% од младите лица во Македонија, 15 до 29 години, работат неформално, значи не пријавено. Зашто? Затоа што поборувачката на пазарот на трудот го диктира таквото однесување на работодавачите, они се комотни. Значи не се плаши дали ќе се напушти работникот, младиот работник ако не му се свиѓа, секогаш има на резерва илјадници на агенцијата за вработување. Кога ќе се отворат, значи кога ќе дојде до еден еквилибриум на пазарот на трудот помеѓу поборувачката, да има во моментот слободни 60 до 70.000 работни места, самиот работодавач ќе се труди да создаде пристојни услови за работа, односно согласно законот за работни односи да се склучи договор, дали една привремена вработување, значи сите оние законски норми што треба да ги стекне секој работник во текот на работниот процес. Тоа го нема. Второ, заради недостаток на слободни работни места. Секој четврто работно место од младите работи несоодветно на квалификациите образовани кои што ги стекнат. Кај жените, например, е прекумереното образование, односно работат на работни места со пониски квалификации, а они имаат повисоко образование од тоа што го работат. А обратно е кај мажите. Мажите имаат недоволно образование, а работат на позиции што се со повисок степен образование. Значи, постои еден хаос на пазарот на трудот. Сето тоа е заради тоа што нема доволна побарувачка. И кој како се снаоѓа, така и се вработува. Така. Значи, тоа е се некое хаотично, еуфорично настроение, без некоја стратегија што понатаму ќе правиме. Така, ќе се вратиме на стратегијата, професорке. Имаме хиперпродукција на факултетски кадар, значи не само на додипломски дипломи, нели, за завршен факултет, туку и на магистранти, па дури и на доктори на науки. Сега, дали образовниот систем дели дипломи кои што ни служат само за украс,
или пак реално не учи на неопходните вештини кои што ние треба да ги имаме за да дојдеме полесно до вработување. Што правиме со оние кадри кои што завршиле факултет, а едноставно она што тие го завршиле нема каде да го имплементираат, не може да најдат работа во струка. Така. А голем е бројот на тие луѓе. Да, па видете, во однос на процентот на високо едуцирани кадри, односно луѓе во Република Македонија, не е нешто тоа драстично високо во однос на другите земји. Дури едно време имавме помена 2009-2010 година дека треба и да се зголеми тој процент. Така да мислам дека не станува збор за некоја хиперпродуктивност. Во што таа станува смисла со квалитетот на тие кадри? Квалитетот е друго, да. Значи сега имаме многу промени, особено од 2006-2008 година навака, со отварањето на значи повеќе процеси се случија во исто време. Се почна болонскиот процес, е завршен или се имплементираше, се отворија приватни универзитети, се отворија нови државни универзитети, се отворија дисперзирани студии. Значи сите тие иновации, реформи во високото образование многу брзо и истовремено се случија. Да беа една по една се очекуваше дека ќе се направи некоја кристализација со самиот процес. Меѓутоа, со сите тие реформи, истовремено и законот за високо образование се смени, не знам, колку пати, многу. Тука веќе, значи не можеме да ги контролираме работите. Сега навистина има факултети кои што си држат до квалитетот на наставата, до материјалите и се, но има и други кои што едноставно во потрага по клиентела, по студенти, бидејќи тие се нивните клиенти, ги спуштаат критериумите. Например, младиот човек, дали ќе сака да сега карикирам, ако имаме негде 4+1 едногодишна студија со 10 предмети, кои што се квалитетно изработени со силабуси и соодветни професори кои што се строги со нив и си бараат нешто, но имате вие понуда за исто 4+1 една година студии со 5 испити. Што мислите, младиот човек, дали ќе избере таа со 5 испити или таа со 10? Значи има ретки, само да докажем, има ретки случаи каде што студентите преферираат да добијат квалитет, но имаме случаи кога тие сакаат и побрзо да и тука се оди по линија на помал отпор. Инаку во истражувањата ние еве кои ги прашавме младите предприемачи, тогаш не беше таргет група само предприемачи, 70% одговорија дека ги подготвило сепак формалното образование, дали средно стручно или додипломско факултет, 30% не и генерално се дека придонесува. Но сепак и исто така сме добиле како критика на формалното образование, дека практиканството не се одвива како што треба, често е проформа, значи чисто колку да се потпишат формуларите, дневниците дека 30 дена студентот бил на практиканство, не секој пат научил нешто, не се учат на предприемништво, иако имаат предмети бизнис и предприемништво скоро, меѓутоа треба да бидат во сите тие циклуси, понатаму не добиваат никако вештини за тоа како треба да најдат работа, во која индустрија е нивната професија која што тие учат, значи верувате добиваме одговори, тие не знаат која е просечната плата за таа нивна професија за која што завршиле факултет, формално образование и затоа имаат нереални очекувања. Така. Да, и средно и факултет. Значи не знаат каде да се позиционираат на пазарот на трудот. Тука се тие недостатоци каде што би морало формалното образование некако да ги подучи, дали преку наставните програми или пак преку центрите за советување и кариера, да знаат како да бараат работа, каде да бараат работа, како да се однесуваат, какво CV да направат, како да се однесуваат за време на интервјуто при работа. Значи повеќе тие практични вештини, способности, компетенции им недостасуваат на младите. Бојков, според вас, значи вие сте предприемач. Ме интересира дали вие до сега имате побарано помош од институциите и на какви пречки наидувате? Па, ние се трудиме секогаш да соработуваме, значи со институциите. Ние имаме отворена соработка со Економскиот факултет во Скопје, кај што имаме практиканти секое лето. Значи според капацитетот кој што ни го бара во тој период. Генерално сме били како гости предавачи, значи да ги мотивираме, да ги насочиме студентите, да им укажеме на оние, бидејќи и ние го имаме изодено тој пат, знаеме кај има пропусти, каде може да се поправи. Генерално тоа мислам дека функционира. Имате влијание на програмите кои што се носат на факултетите? Ве слушаат кога им кажувате што ви треба? Не. Значи, мислам дека спомна дека е многу тешко да се смени таа наставна програма. Вие мислам дека може грешам, ама
откако јас сум излезен од економски факултет, немам забележено дека имаат креирано нов изборен предмет или нов предмет како што е пример, не знам, социјални медиум. Едноставно премногу брзо се менува потребите на пазарот на труд и мислам дека и образованието мора да најде начин да одржува чекор. Значи, од она што ќе се сложаме дека нема доволно побарувачка од приватниот сектор, меѓутоа онаа побарувачка која ја има од приватниот сектор нема кадар. Вие ако разговарате за за програмери, тој е дефицитарен кадар. Ако разговараме за дигитал маркетери, тој е дефицитарен кадар. Значи, збориме, има индустрии кај што се бараат луѓе и сите у држава би ги вработиле. Значи, нема да остане еден невработен. Од друга страна, не е само пазарот на труд во Македонија. Значи, вие веќе конкуренција на нас, ние си странски фирми. А колку странските универзитети, зборам во развиените западноевропски држави, го следат овој тренд? Колку тие го следат оној тренд на менување на програми зависно од тоа што се случува конкретно кај вас во информатичката технологија? Побрзи се од нас? Тоа што јас го имам видено пример и оно што го следам, да, значи тие се прилагодуваат. Значи на еден од најпрестижните универзитети Стенфорд имате предавања кои што се како да формираш стартап. Значи ги носат најдобрите стартапи, нивните менаџери, Марк Цукерберг и сите останати, значи врвни менаџери кои што го споделуваат своето знаење. Од друга страна, оно што мислам дека кај нас недостасува исто и онлайн едукацијата. Значи, не знам дали има некој универзитет кај нас кој што нуди онлайн курсеви. Значи, вие можете да побарате литература и предавања од странски универзитети да ги гледате онлайн. А не можете од македонските? Не можете од Македонија, така. Зошто јас да не можам, пример, да студирам онлайн на економски факултет во Скопје? Господјо Сулемани, имам чувство дека некако се губиме во преголема бирократија. Грешам или не? Зависи од кој така агол се гледа. Затоа што јас стварно кажам формалниот ако можат западноевропските држави да одат чекор или барем да се обидуваат да го следат во чекор новите трендови, зошто ке нас толку се доцни? Во западниот свет, особено, многу е развиено образованието на возрастни и доживотното учење. Во таа насока и ние се трудиме да се приклучиме кон тоа. Затоа се формиран и Центар за образование на возрастни, каде што преку разни обуки, курсеви ќе можат да се доедуцират, него да ги добиват тие вештини за кои што, да речеме, одредена компанија која што сака да вложи, во последно време нели имаме странски инвестиции кои што бараат стрикно одредени вештини од вработените. Во такви ситуации имаме две различни: формалниот образовен систем и неформалниот образовен систем. Во моментот јас сметам дека за да можеме да ја адаптираме и да ја задоволиме потребата на пазарот на трудот, освен реформите кои што ги правиме во редовниот образовен систем, ние мораме добро да размислуваме и да се отвара можноста која што веќе е отпочната на брзи курсеви и прилагодувања за потребите на пазарот на трудот, особено на странските инвеститори кои што немаат време да чекаат да помине генерација па да се види дали таа програма вродила со плод, дека ги подготвува младиве за да се вклучат во процесот на производство или не. Така што во оваа ситуација јас мислам дека бирократија, не би кажала бирократија, таков е системот нашиот кој што бара процедури за да се донесе наставна програма. Може би треба да се менува нешто тука? Да се менува. Не можеме одеднаш се да отфрлиме. Меѓутоа, дека е потребно да се менува, е потребно. За тоа нормално кажуваат и реформите кои што се во самиот уште дури не се почнати, дел се почнати, дел уште не се почнати, затоа што сме увиделе дека нешто не функционира. Меѓутоа, ја знаете дека ние имаме голем проблем. Училиштата, всушност, која велам ние, имаме за обезбедување работни места каде децата праксата треба да ја
одбиваат, а задолжени се тоа да одбиваат. Мали и средни, повеќе мали предпријатија со 20-тројца вработени не можат да одговараат на потребите на образовниот систем. Так, а колку образовниот систем, наставните програми развиваат кадри кои што се способни да отвараат своји бизнеси? Едноставно младите да се самовработуваат, бидејќи ние зборуваме цело време за вработување кај некој кој што веќе има бизнес. И се Што станува да. за друга развивањето приказна? на предприемничкиот Затоа што тоа е веројатно дух. начинот за отворање на нови работни места. Развивањето на предприемничкиот дух кај младиве е многу битна работа. Во таа насока имаме мал напредок, но не можеме да кажеме дека воопште немаме ништо. Затоа што преку фондот за иновации, дали преку воведувањето на предметот почнувајќи од основно образование на иновации, па предприемништво, па бизнис, има поместување. Не можеме да кажеме дека буквално се е црно. Меѓутоа, јас кажав, ние системот е тако, не можеме ние многу брзо да очекуваме промени. Али во оваа насока се добри и програмите со акредитираните фирми или понудувачи на обуки, кои што за многу пократко време ќе се обезбедат тоа што всушност е нивен таргет. Тоа таква работна сила која што нив им треба и за многу покусо, и тогаш можеме да кажеме дека малце полесно ни е обезбедувањето на потребната работна сила. Так, господине Фрчковски, дали образованието ги учи младите да бидат предприемачи и само да се вработуваат? Какво е вашето искуство? Па јас во тој дел не би бил компетентен да кажам. Значи јас можам во однос на предприемачкиот дух да ви кажам дека години наназад развиваме програми за вработување, кои меѓу другото, едно од нив е само вработување преку грант и само вработување со кредитирање. Има и посебна линија само вработување за кредитирање на млади, каде што Преку агенцијата да, за... преку агенцијата се реализираат тие програми, каде што во еден од, бидејќи тоа е еден фазен процес, и во една од фазите заедно со компетентни и стручни лица од агенцијата за поддршка на предприемништвото во Република Македонија се изработуваат заедно со лицата кои што аплицираат во тие програми, се изработуваат заеднички бизнис планови, се стекнуваат обуки за водење за предприемништво во одреден број на часови, и врз таа основа се стекнуваат се некои основни знаења од областа на предприемништвото и водењето на бизнисот. Најново што е од пред некоја година е воведување на така наречено менторство, односно во првата година од регистрирањето на сопствениот бизнис, доколку на лицето кој што е регистрирало сопствен бизнис му е потребно да му се укаже кои му се обврските во текот на месецот за водење на фирма, му се доделува лице компетентно, например... На кој начин ги бирате менторите? Се луѓе вработени во министерство или се луѓе од бизнисот? Не, тоа се бира на јавен оглас во соработка со UNDP, кај што UNDP го објавува јавниот оглас и се аплицираат, например, докажани предприемачи од областа на бизнисот, кои што се вклучуваат во тие менторски активности. Сакам уште нешто да кажам, тоа е дека има едно прашање на кој што секогаш треба да се даде одговор. Ние со среќа учевме од таа економија, општа економија на Пол Самуелсон, едно од трите основни прашања за кого. Значи, ние се во некој расчекор ги правиме, немаме ние на сеопфатна стратегија. Толку имаше проекти, знае колешката од Министерство за образование, Skills имаше преку Британски совет, лабораторија на вештини преку Светска банка. За кого? Значи, ние треба да форсираме паралелно и побарувачката и понудата. Ако сакаме да имаме резултати, пак ќе се навратам, џабе се. Значи, најдобри знаења, најдобри квалификации да се стекнат во текот на образовниот процес. Ако нема кој да ги абсорбира, односно кој да ги вработи, единственото решение му е да си отиде од државата. Или да се самовработи. Ама не можат сите да се самовработат. Зашто? 90% од предпријатијата во Македонија се микропредпријатија. Тој не продуцира додадена вредност. Најчесто. Има се секоја чест исклучоците, ама најчесто тие се отвараат во оние што се услужни дејности, трговија на големо и мало, не се во преработувачка индустрија или нешто, затоа што тоа треба поголем капитал. Еви да му даеме ние грант само вработување 4000 евра за прв пат после толку години со големи средствата од 3000 на 4000 евра. Ништо не прави тој со тие. Знаеме однапред што ќе отвори. Некој микропредпријатие што може да вработи евентуално уште еден двајца, максимум. Ама тоа не е решение. Тоа се така некои половични решенија. Значи, треба една сеопфатна стратегија. Како што форсираш понуда, така форсираш и побарувачка. И кога ќе се спојат, ете тие, тоа е политика.
Ова се се половични решенија. До сега. Дај Боже од сега да биде другачие. Така, Бојков? Да, сакам да прашам дали тие обуки кои што ги спроведувате ги има некаде онлайн да се погледаат. Значи, земете дека јас ако сум во Кочани, така, најчесто тие обуки се во Скопје или грешам. Мислам дека има и по другите градови. Другите има Агенцијата за предприемаштво, значи има своји регионални центри. Да, во ред, како и да е, ако е во Кочани е сигурно ограничена од простор и од број на учесници, така? Така е. Дали зошто не ги снимете тие онлайн, да бидат достапни, да може било кој да ги погледа во било кое време? Веројатно убава Нема. идеја за Да, размислување. убава идеја за размислување. До сега нема такво нешто. Што тоа е многу едноставно и го решава проблемот на новата генерација која што сака да биде по нејзини услови. Значи јас ќе учам кога јас ќе сакам, дали ќе учам во 2 навечер или ќе учам во 11 или во 7. Сам или во група? Да, сам или во Еве да група. ви кажам Доколку го имам тоа како ресурс, револуционерен пример што имавме. Имавме така наречен проект, форуми со работодавачи, ги прашувавме што им треба, како им треба. Значи, лица со какви квалификации, сите 90% кажуваат дека тоа што произлегува од процес, од образовниот процес, уопшто не соодветствува на нивните потреби. Заради тоа, од пред 2 години, почнувавме, значи, предпријатието да ги регистрираме по нивна желба, како еден вид обучувачки центри. И сертификатите што ќе ги даваат да бидат валидизирани од страна на Министерството за образование и наука. И пак половично решение. Значи сега, еве што ги регистриравме еден голем број на компании. Средствата што се одвојува беа символични. Значи не можеш ти правиш нешто грандиозно, ги мотивираш предпријатијата да се вклучуваат, да обезбедуваат документација се со цел да се регистрираат како обучувачки центри, за да на крај додели средства само за 200 лица обука во текот на годината. Што си направил? Така. Професорке Топуза Валатковиќ, што е потребно на економијата? Како да ја намалиме младинската невработеност и дали дел од ова може да го постигнеме преку промена на наставните програми? Да. Значи, точно недостасува и настојање е клучно, што сме го забележале соработка помеѓу формалното образование и стопанството, односно економскиот сектор, реален. Бидејќи доколку таа соработка функционира, тогаш сите нели за тоа зборуваме, ќе се ревидираат почесто наставните програми, односно силабуси, во зависност од потребите на пазарот, на труд, односно на бизнис заедницата. И тогаш ќе имаме нели заедничко усогласување. Од податоците што сме ги добили од фокус групи со представници на бизнис заедницата се кажува дека за Машински факултет, Економски факултет, Финки, ФЕЙ, Технолошко-металуршки факултет работата е подобра, бидејќи се направени билатерални договори помеѓу самите факултети и компаниите, така, бизнес секторот. И тогаш самите студенти од таму се праќаат на пракса, по завршувањето имаат можност да се вработат и учат по силабуси кои што се адаптирани во зависност на бизнисот. Тоа би требало да се примени во сите високообразовни институции, но секако е потребно да има интереси кај бизнес секторот. Ние имавме можност на еден симпозиум што беше за практиканство, како линк помеѓу образованието и бизнисот. Бевме седнати на една калезна маса представници, значи од бизнисот, од високото образование. И некако успешно помина тој симпозиум, меѓутоа предрасудите постојат, беше евидентно, забележително, помеѓу представниците на овие две заедници, академската и бизнес сектор. Значи едните за другите мислат нешто што на крај низ дискусија се дојде до заклучок дека сите сме на иста линија и на сите ни е потребно истото, меѓутоа ете соработката не се развила. Така. Само да се надоврзам во однос на ова, јас би кажала по однос на средното образование, средно-стручното образование. Слободно секој од кој сака може да ја провери наставната програма и да види дека во секој при изготвувањето на секоја наставна програма обавезно има и од таа дејност за која што е предвидена наставната програма. Ако е од угостителска, од угостителство, ако од машинска, машинска. Значи, нормално при изготвување на програма ти не можеш да вклучиш сите. Меѓутоа, представници од таа дејност секогаш има вклучени. Дури сега се предвидува и во не самиот завршен испит на ученикот да има представници од работодавачите. Така може да се биде конкурентен на пазарот и само со средно образование, бидејќи се чини Може, живееме во време каде што сите итаат факултетските да, точно, дипломи. меѓутоа ние имаме потреба моментално и за добри стручњаци од средното образование, средното стручно образование.
При крај сме на денешната дебата, дискусија. Ќе ве оставам сите по уште 2 минути да привршиме. Значи, ми требаат препораки и совети. Како да ги подобриме состојбите во оваа област и како да ја намалиме младинската невработеност, односно како да ги подобриме наставните програми за образованието да ги следи трендовите. Ќе почнеме од Фрчковски. Значи, според мене, решенијата се не толку тешки и мислам лесно применливи. Првото е, значи, комплетно копи-паст дуалниот систем на образование од примерот на Австрија или Германија. Значи, што се постигна? Се постигнува еден веришен ефект. Прво, се релаксира образовниот процес. Нема сите дета, знаете зашто сите дета кон високо образование одучат, затоа што знаат дека со средно образование изгледите за да најдат работа се уште потешки. Докажено дека оние со високо образование е најмал период да преминат школа на работа односно 12 месеци со високо образование. Со средно е веќе 2,5 години до 3 се стасува. Доколку се создаде тој дуален систем на образование, значи се запознаваат работодавачот и ученикот во текот на 4 годишниот образовен процес. Он веќе има спремен кадар согласно неговите потреби и автоматски ќе му се понуди работа на лицето кое што го поминало тој начин на образование и на лицето воопште не му е потребно, ниту има потреба да одиме понатаму во образовниот процес. Единствено сега има и лица на кои што сака да отиде и на факултет да го заврши факултетот. Тоа ќе се постигне, значи, за да се е верижно поврзано. Ако за да го задржи работникот после тој дуалниот систем на образование 4 години. Работодавачот треба да му се понудат опции, значи финансиска поддршка ли, за вработување на тоа лице. Се мора да иде поврзано. Значи не сме да има прекини, тоа е стратегијата. И втората е, ние добро, вложуваме средства во скилс, во обуки, во дообуки, преквалификации, тоа е една од редовните активности на агенцијата. Ама ако не ја поддржиме поборувачката, нема. Не е стратегија, не е политика, ништо не е тоа. Ништо правиме. Ако овие две работи се соочат, значи, финансиски се поддржат, со сериозни средства, да преминат од микро во мали или малите да преминат во средни, затоа што како што се зголемо обемот на предпријатие и како што прерасна од една во друга група, можностите за нови вработувања се поголеми. Потоа доаѓа до групирање, до создавање групации, конзорциуми, како што е во нормалниот западен свет. Тоа е патот, нема друг пат. Господи Сулеймани, можеме ли вакво образование да имаме? Веќе сме на почеток, веќе имаме добри примери од ова што го кажува колегата. Тоа е соработката на Евана со Михајло Пупин училиштето. Меѓутоа, јас пак ќе се навратам. Нас ни требаат добри... Но тоа се исклучоци. Да, тоа сакам да кажам, значи, дека ни требаат фирми кои што имаат долгорочни планови за развој, иначе поинаку тешко сето тоа. Правиме напори, се реформираат, барам повеќе вклученост на бизнес секторот, соработка многу поголема, не само да се воведе во персонални познанства, па јас сум директор, ке ти пуштам, те молам, прими ми ги овие ученици кај тебе на пракса, него тоа буквално да стои како што е во земјите од Германија, Австрија, кои што се познати по ова, дека многу се вложува во стручното образование и дека тамо секој ученик мора да ја помине таа пракса, тој дуален систем, каде што 50% од практичната настава се реализира во компанија, а другиот дел може и во училиште. Негде се до 80% во зависност од струката. Зависност, меѓутоа, во главно од вкупната практична настава, минимум 50% мора да ја реализира. Опремување не престои на училиштата со каде што со работилници, лаборатории и такви работи и развивање на учење преку работа. Војков? Не знам колку сум јас соодветен да дадам препорака, бидејќи не го познавам образовниот систем. Додека сите кубурат со наоѓање работа, вие кубурите со работници. Да, значи мој совет е малку поголема флексибилност од страна на образовниот систем и прилагодување према потребите на студентите. Значи таа нова генерација која што доаѓа има многу различни потреби од тие кои што ги имала нашата генерација или генерациите претходно. Што значи тоа? Тоа значи дека пример нив не ги интересира дали вие имате проблем со капацитет кај што можете на економски да се пријават 1000 студенти или не.
Зошто ме спречувате да бидам јас успешен економист, така? Со тоа што ќе ми ставите дека примаме само 1000. Значи веќе имате нови медиуми, имате онлайн видео, имаме брз интернет пристап. Значи јас можам да ги следам тие предавања кога јас ќе сакам и како ќе сакам. Значи едноставно ние имаме можност од тука да се надпреваруваме со цел свет. Значи ние успеавме од една мала Македонија да станеме Facebook партнер. Значи кога нема никаде на Балканот од друга земја. Значи ние имавме зошто бидејќи некој верувал дека може тоа да го направи. И оно што образовниот систем кај нас се поставени процедурите и правилата на тој образовен систем и мислам дека ќе треба да се сменат и да бидат во тек оно што го бараат младите. Значи најголем дел од младите вие може да се деси и да го прескокнат веќе формалното образование. Као што гледав статистиката, лани имаме 2,5% помалку дипломирани студенти. Значи веќе мене ако ме прашувате кога јас би се вратил пак, јас не би отишол на факултет. Јас ќе учам онлайн. Ги имам сите ресурси од светски универзитети, имам онлайн видеа од врвни предприемачи кои што водат компании со 300.000 вработени. Значи јас ќе го слушам советот негов, не од некој професор кај нас кој што нема предава по книга во која што ми кажува, видите, многу е парадоксално, имате книга кај што испечатена 2007, а вика се предвидува дека маркетингот во 2006 ќе биде толку и толку. Така. Професор Јас некако на крај доаѓа дека треба да дам резиме на ова се што се кажа. Прво за дуалниот систем целосно го поддржувам, бидејќи имавме еден УНЕСКОв проект меѓународен со Сорбона, баш со исто студиска програма по менеджмент човечки ресурси како нашата, која што беше дуален систем. И научивме многу од нив, меѓутоа не можеме тоа да го имплементираме. Навистина такви било придобивките, како што кажавте вие. Високообразовните институции, нивните програми во светот не се многу различни. Верувајте, што ние имавме блиска средба со тие професори, истото го предаваат што го предаваме ние во областа бар на менеджмент на човечки ресурси. Меѓутоа таа е разликата. Што еден семестар се учат теории, студии на случај би требало да има како препорака за сите факултети да воведуваат почесто, но другиот семестар е во компанија со обучен ментор кој што е точно обучен од страна на професорите на факултетот што треба да ги научи студентите за да биде сето тоа доследно. Значи навистина е потребен дуалниот систем како опција да се воведе. Понатаму за онлайн учењето, вие што го кажавте, да, тоа секако е нов момент за учење, каде што е позгоден, младите може да одлучат кога учат, како, самостојно да враќаат 5 пати назад, ако нешто не им е јасно, место незгодно да им да дигнуваат рака па да прашат, ја не разбрав и слично. Нема страф од оценување, ги знаеме предностите и недостатоците, меѓутоа знаете, сепак вие што викате, веќе младите нема ни да треба да студираат. Онлайн учењето не ве учи на некои студентски карактеристики како што е посветеност, доследност, секојдневно да идете од определено време на настава, па да се подготвувате за испит. Значи сепак и тие лични карактеристики кај младите луѓе треба да бидат развиени за да можат тие во иднина понатаму да влезат и во деловниот свет и да бидат сериозни вработени. Да, затоа што тогаш вие ќе кажете тогаш ќе работам кога ќе сакам да работам во 1 навечер. Само среда и четврток, значи сепак да се стане збор за сериозни посветени личности кои што ќе се однесуваат професионално. Мислам дека се менува многу и бизнис, мислам се менуваат во светот, кај нас уште поспоро, меѓутоа ако според последно истражување кое што го читав, значи 50% од оние најквалификувани, најпобарувани кадри бараат можност да работат од дома. Ама IT, тоа е за IT индустријата, таа е моментално... Да, тоа е конкретно за IT, меѓутоа има многу индустрии кои што може тоа да биде применено. Веројатно ова ќе биде една убава насока за размислување и на институциите и за универзитетите. Ви благодарам на сите кои што денеска одвоивте своето време да учествувате на оваа дебата. Вие следевте дебатата дали образовниот систем ги следи потребите на пазарот на трудот. Целта на настанот беше промоција на аргументираната дискусија на релевантни општествени
отворени прашања во јавниот дискурс, а како дел од проектот на Центарот за меѓународно приватно предприемништво ЦИПЕ, Младинскиот образовен форум и Институтот за европска политика. Ви благодарам и останете со Радио МОВ.